Сакав да напоменам дека за нас е важно и трендот на јазот кој што постои помеѓу граѓанското учество и младите, не само Македонија, значи ова се некои глобални трендови, значи постои намалено граѓанско учество кај младите, младите се чувствуваат неповрзани со традиционалните политички структури, за нив гласањето не е важно, доаѓа до криза на репрезентативната демократија, бидејќи тие не веруваат во постојните системи на партиципативно учество на граѓаните. Од друга страна, таквата намалена граѓанско учество се компензира со нетрадиционално учество, значи засегнато со глобални проблеми, поддршка на глобални иницијативи, значи дали преку социјалните медиуми, дали преку други видови на неконвенционално учество, протести и така натаму, младите покажуваат дека се засегнати со процесите, меѓутоа има јас помеѓу она што до сега е формално, традиционално и да речам некое навикнато учество и она што младите го перципираат или просто кажано младите не се чувствуваат како дел од светот на возрастните и начинот на кој тие до сега го манифестираат своето учество. Меѓутоа критично е што постои стабилност на неучеството, односно оние млади или оние граѓани кои што нема да учествуваат како млади, веројатноста дека ќе бидат пасивни кога ќе устарат е многу голема. Значи, доколку младите се сега не активни, не ангажирани, тие веројатно ќе останат такви и како што ќе стареат. Значи, едното е самото учество во граѓански иницијативи и волонтерство. Значи, колку граѓаните учествуваат, колку волонтираат, колку се активни. Меѓутоа, за да стигнеме до тоа, тие прво мора да се чувствуваат поврзани со својата заедница. Значи, чувството на припадност, чувството на солидарност е клучно, бидејќи доколку граѓаните не чувствуваат припадност, не се засегнати со местото во кое што живеат, не можат тие да се ангажираат за подобрување на самата заедница. Потоа ставот или чувството на лична одговорност за подобрување на својата заедница е исто клучно, значи граѓаните мора да веруваат дека тоа е нивна работа, дека тоа е нивна задача за да може да се ангажираат и исто така многу клучно е верувањето дека тие можат да променат нешто. Значи да не бидат обесхрабрени, него да бидат охрабрени дека доколку нешто направат, тоа ќе може да има некаков реален ефект, дека тие ќе можат нешто да сменат. Доколку граѓаните се скептични и мислат дека не можат ништо да променат, дури ако силно се ангажираат, тогаш тие стануваат обесхрабрени и едноставно не може да се очекува дека понатаму ќе учествуваат. Значи, граѓаните се поделени околу мислењето дали може да им се верува на нивните соседи. Значи, едноставно 52% сметаат дека има доверба во соседите, меѓутоа 48% се скептични и сметаат дека соседите би ги искористиле доколку им се укаже можност за тоа. Значи, гледаме огромен дел од популацијата која од старт е скептична, односно нема доверба во своите соседи и тоа се пресликува во нивните ставови за тоа колку луѓето често си помагаат еден на друг во најблиските заедници во кои што живеат, односно половина сметаат дека често или цело време си помагаат, а останатата половина сметаат дека не си помагаат или никогаш или ретко. И од тука за очекување дека солидарноста или довербата на луѓето во нивните соседи, луѓето во непосредното нивно живење се отсликува во чувството на припадност и кон заедницата и кон државата. 53% од граѓаните на Македонија сметаат дека не е нивна одговорност, значи имаат негативен став околу тоа дали воопшто би требало да се вклучат или имаат одговорност да работат за општо добро. Меѓутоа, сепак позитивно и она кое што граѓанското општество треба да го искористи е изразените ставови или чувства на граѓаните дека им е важно да имаат можност да влијаат врз одлуките кои што се носат на локално ниво и нивната желба повеќе да бидат вклучени.